Продолжуваме со оброкот на денот и бевме доволно брзи и прецизни со Емилија да во следниве 10 минути колку што имаме на располагање, бидејќи имаме малку скратено издание, да го представиме тоа кое што Еми ни го донесе денеска во нашата кујна. Добро утро или веќе добар ден за нашата Емилија Спасовска-Мојсовска. Така, добар ден, благодарам на поканата. Сакам да ги честитам новогодишните празници, престојните божикни бадник и божик. Бадникови празници. Многу здравје, среќа и берекет на сите нас. Вака сега на почетокот на новата година Емилија би се заблагодарила за тоа што постојано си со нас и секогаш кога и да се договараме, секогаш имаш идеја за тоа што ќе представиме за нашите гледачи, така и денеска, но добро е кога имаш поддршка и љубов од луѓето кои што се околу тебе. И рековме дека оваа емисија ќе одвоиме малку за да ги поздравиме и оние кои што се тука секојдневно за тебе, со тебе, така, или секогаш кога треба помош дополнително да излезат во пресвет. За помош, така. Барем еднаш во годината имам право јавно да ги поздравам, нели мојата поддршка, сакам да ги поздравам моите родители, мојата мајка Хилда која во моментов не гледа и е моја голема поддршка, секако јас сум низина гордост, како и мојата сестра која живее во Германија, внуците Максим и Марко, еве сакам јавно да ги поздравам сите и мојата баба која што има 90 години и во моментов не гледа. Благодарноста е секогаш добре дојдена, особено бидејќи самото чувство на тоа дека знаеме да сме благодарни, секогаш кога сме благодарни, нели и тоа се мултиплицира сето на кое што го добиваме, па и она кое што го даваме. И не случајно го спомнуваме тоа, бидејќи работите кои што ни ги донесе подготвени се со помош на твојата мајка. На мојата мајка, овој рецепт од салата со цвекло и салата со урда, која што ќе ја презентираме и ќе ја кажеме рецептата во текот на разговорот, се подготвени од мојата мајка Хилда. Таа ги направи вчера за денеска во емисија да ви ги подари на вас да го пробате незиниот рецепт. Бидејќи сега се постите завршуваат нели до Божик. Ова не е посебен рецепт бидејќи има ставено урда, има ставено грчки јогурт и така натака, но може да се најде на божикната трпез. Ова сакам да кажам дека е една увертира за оние кои што постеле, да не се пристапува кон јадење на храна која што е тешка, дигестибилна веднаш после постот. Можам да кажам дека е лесна салата која што е и освежителна на некој начин. А во вид на бомбици? Во вид на бомбици, да. Бидејќи е бадник, сакам да подарам една бадникова колидарска торбичка која што е вредна нели со овошје и е добро во поглед на бенефит на здравјето. Тука има банани, костени, се она што нели ја носи таа колидарска врекичка. Може нашата камера да забележи коледарската вреќа, карактеристична за се разбира сите коледари кои што веројатно сега веќе си ги подготвуваат своите турбички за да во четврток веќе на бадник во раните утрински часови и тропаат на вратите, нели да се одбележи бадник и обично она кое што домаќините секогаш ги имаат подготвено за коледарите е овошјето, костените и токму со тоа и полна твојата коледарска торба и ти благодариме за тоа. И ситни парички нели да бидат челични дечињата кои што одат на бадник, така да корпата ваша ќе биде ќе наполните, така, а во оваа турба ќе пазариш овошје и зеленчук, нели за да имаме здрави, збалансирани оброци на трапезата дома, да си подготвуваш храна која што ние ја препорачуваме нутриционистите. И ова е календарче, нели, за да си ги запишувате убавите моменти и значајни моменти. Емилија на овие подароци кои што се на почетокот на оваа година, се разбира во име на нашата соработка која што ќе продолжи и во иднина. Секако. Бидејќи она на кое што ние целиме да ги зголемуваме здравите навики кај секој од нас кога станува збор за здравите оброци. Денеска подготвивме нешто такво, поточно Емилија заедно со својата мајка и рековме тоа се едни солени бомбици кои што се како една крем салата во вид на бомбици поточно. Така, и цвекло. Така, оваа салата, значи можам да го кажам рецептот, веројатно и ќе оди на екраните, доколку треба, нели не го запишат гледачите рецептот, може да го најдат на мојата Инстаграм страна нутрициониста Емилија, кој што и веќе го има таму. И сега за салатата од цвекло, што ни е потребно. Значи 2 трупки од цвекло кои што претходно се сварени и се сецкаат ситно. Во
во корист на времето само ќе испрезентирам рецептата што е потребно. Значи, ова се сецка. Еве Хилдичка требаше да дојде да сецка салатата бидејќи многу ситно цвеклото. Таа го сецка, јас свакам малце покрупно, нели на брзина. Цвеклото се става во садот. Се додаваат суви сливи сецкани. Добро, ајде ќе го префрлиме цвеклото, па ќе ги додадеме сливите, јас ќе ти помогнам да бидеме побрзи. Сигурно ќе имам забелешка во поглед на сецкањето од мајка ми, ама следно ќе дојде таа, може да направи било која нели рецепта и сувите сливи. Колку суви сливи треба? Па едно пакетче 250 грама може да бидат или по потреба. Се става грчки јогурт и павлака, Иванче можеш и павлаката да додадеш во цвеклото, само да не се прснеш од. Добро, тоа може да биде грчки јогурт, може и да биде и павлака, бибер, сол, нели по потреба се зачинува. Добро, тука мислам дека ние солта. И секогаш сакам вака некои брзи рецепти кои што секако нели ќе не држат и сити, ќе не држат и свежи, кои што имаат витамини, минерали, нели кои што можеме да бидеме во согласност со она што ние како нутриционисти го препорачуваме, бидејќи на трпезата знаеме за овие празници, па и за божикните и за великденските, од пиле млеко, нели како викаат, се има. И ние сме научени и сакаме од се да пробаме. Меѓутоа Хилда си ја знае работата и керка и што сака, ваков тип на салатички да дегустираш сит и нема да се чувствуваш лоши, нема да имаме тегоби. Не паѓаш енергетски буквално. Да. Ајде вака. Добро, ова ни е подготвено. Добро, и сега може да се измеша. Јас ќе го измешам. Секој од нас си поставува цели кога ќе започне следна или нова година, така да и на почетокот на оваа 2022 година си имаме своји цели. Верувам дека дел од тие се и здрав начин на исхрана и се разбира здравјето како приоритет. Во сите овие денови изминати периоди или во овие 2 години свативме колку е важно здравјето, колку здравјето не научи на многу работи. Најважно или приоритет и затоа дека е здравјето пред се и дека навистина ние треба да бидеме здрави во полна кондиција, бидејќи нели самите за себе си да си го држаме здравјето, па им требаме и на најблиските, нели, на децата секако. Нели треба да ги пренесеме сите тие здрави навики на нашите деца, кои што синот ми е 12 години, нели треба да му направам еден пат во животот во поглед на здрава и збалансирана исхрана, што е добро, што е корисно. И нели физичка активност, тоа многу често сме го зборувале, така да физичката активност е 80% е храната, 20% е физичката активност, кој што треба нели за да го одржава здравјето. Имаме еден баланс. Иванче, салатата ние ја направивме, а повели да ја пробаш. Благодарам, и јас ќе ја пробам и веднаш ќе кажам како ова е салатата. Каков е вкусот? Купува свежа. Така. И што повеќе ти доминира? Специфичен вкус, па не можам да кажам што повеќе. Има, доминира цвеклото, но сепак павлаката и сливите го неутрализираат и му даваат малку блажина. Некој чуден вкус, не е ни благ, не е ни, освежителна. Да, освежителна и би било добро еве како предлог да си го подготвите за божикната трпеза. Така и ќе пробате и сите од нели имаме некои стандардни традиционални рецепти кои што ги правиме и обично за божик се на трпезата, но секогаш е добро кога ќе направиме нешто ново и нешто плюс и ова нека биде пораката од нас во продолжение или на самиот крај да продолжиме по насоката која што сме тргнале, а тоа е нели продолжувањето со здравите навики, воведување на нови рецепти, но сепак здрави, да го чуваме собственото здравје и се разбира да бидеме полни со сила, енергија, витамини и минерали, сето тоа кое што му е потребно на нашиот организам. Затоа се тука нашите гости, нутриционисти, во случајот Емилија, која што и во следнава година верувам дека нема да и недостасува креативност и идеи во кујната нели. Така, секако. Сакам ова да го пробаш, пред да кажеме рецептата, дали ти се допаѓа, а и која салата ти се допаѓа. Не можеш да кажеш уствари дека едната повеќе ти се допаѓа, ќе ти се наљути мајка ми.
Преубаво нема Така. да можам во етер сите да ги пробам, но се Така. разбира по Нема- емисијата во редакција ќе ги пробаме. Така. Можеме на кратко да го кажеме рецептот, бидејќи веќе поминуваме и со времето, ние се Ајде, вака. Сега, на страна недостаток со време. со миксер се пасира путер, 125 грама, се добива хомогена структура, да добие пенаста да биде структурата и се додава урда 120 или 200 грама. Сето тоа се меша заедно. Две зелени пиперки, ситно сецкани, се додава маслинки, мелени ореви или бадеми по 80 или 100 грама. Сето тоа се меша, се формираат бомбици. Може да бидат во сусам извалкани, може да бидат во црвен пипер, може по вкус и по желба. Значи, ова се прави за 10 минути, ова салата од цвекло за 15 минути, значи две салати имаме Брзо, за многу брзо вкусно време. и не толку тешко, Така. за да може да си го мезиме, како велиме, за време на Така. празниците кои што се пред нас. Емилија, благодарам и тоа што денеска беше заедно со нас. Посакувам успех во Нутрием и со твојата работа и се гледаме наскоро со некој нов рецепт. Благодарам за поканата. Секое добро, останете во добро здравје. Слушајте ги, следете ги нашите препораки, бидејќи знаеме што кажуваме и знаеме целта кон здравата исхрана дека е нешто најважно во животот за да бидеме здрави и фити, нели како би се рекло. Се согласувам. Убав ден и добра работа. Се разбира, поздрав и до нашите гледачи. Пред, да кажам, довидување и следната средба се разбира утре. Само на крај фотографиите од нашата гледачка Весна, која што ни ги испрати на утринска на Телма на нашата Facebook страна. Рековме фотографии кои што сакате да ги споделите со нас. Таа сакаше ете токму ова да го сподели со нас. Од трпеица ми се чини дека се овие фотографии. Имаш и една како летен на параглайдер и заради тој избор на Весна ја доделуваме книгата Свинга на гневот, која што ќе може да се ја подигне од Телма кога ќе може, нели се разбира во текот на денешниот ден или пак утре. Весна, благодариме, ја земете го примерот на Весна, бидете креативни, изберете фотографија и се разбира во следните денови споделете ги со нас. Ви благодариме за вниманието, со Емилија ќе продолжиме да ги дегустираме овие солени бомбици. Подгответе си го рецептот доколку ви се допаѓа. На нашата страна на YouTube утринска на Телма ќе го погледнете истиот и се гледаме повторно утре во истото време 6:55 на Телма. Чао.